Сами снимаат материјали од настани и потоа ги објавуваат на социјалните мрежи, без присуство на новинари и можност за прашања. Накратко, ова е начинот на комуникација на тетовската градоначалничка со медиумите последниот период. Транспарентноста и отвореноста е на многу ниско ниво, коментираат медиумските работници. Пандемијата, велат, не може да биде изговор, оти бројни незини колеги се достапни секое време, дури и лично на телефон. Да се пристапи до градоначалничката во последниот период е навистина доста тешко. Веќе на оние настани на кои учествува градоначалничката, дали тоа нешто пуштање на некој објект или некоја друга нејзина активност, не се повикуваат новинарите, па за настаните дознаваме од нејзинот Facebook профил. Во секој случај тоа не е добро за нас новинарите, бидејќи не можеме да дознаеме дополнителни информации, а не е добро ни за граѓаните, бидејќи они се ускратени за една поширока информација и за тој настан, но и за други настани кои се многу битни за градот. Проблемот со транспарентноста не е нов и карактеристичен само за оваа локална власт. Ова е пракса, речиси, на сите претходни градоначалници. Разочараност од начинот на работа има и кај граѓаните. Све нула иде. Тоа џаба што седи таму. За народот, мислам. Свогде има мака, нема вода, нема ова, нема ништо. Од ова нема ништо. Ништо не, во тето нема ништо. Ништо. Младината бега. Нема што да кажеш. Сувиште е зборењето овдека. По-голема отвореност. Не се грижат они. Ја на Кале горе идеме и таму немаше вода, не прават. Градоначалник рече, вие не ме гласувате мене, па не ви правам. Тоа ти е. Одговорот на оваа тема од локалните власти е дека немало одбегнување на медиуми, а најчесто реагирале оние кои ги одбегнувале локалните настани, не сакајќи да губат време. Во последно време, вистина е дека на терен не каниме медиуми, но проектите и настаните се секогаш транспарентно објавени на социјалните мрежи, а нашата канцеларија за комуникации достапна во секое време, велат во општина Тетово.